Премиерот Заев застана во одбрана на министерот Филипче. Вели немало злоупотреба во набавката на кинеските вакцини Синофарм, а одлуката за висината на исплатата не била на Филипче, туку на владата. Го отфрли тврдењето на опозицијата дека сумата за набавка на кинеските вакцини била двојно повисока од реалната и тврди дека вакцините биле купени по редовна цена, како што тоа го направиле сите други земји. Со десетици фирми ја разговарам. Плаќани се авансни гаранции, испорачени или слично. Авансот со кој што во обезбедувањето на Синофарм вакцината прво се обидовме, секако дека е врат. Јас верувам есенскиот период ќе имаме дури поевтини цени на вакцините, затоа што ќе има уште поголема продукција на вакцините, но се досега што е набавено е во корелација или еднакво со сите други набавки кои што другите земји околу нас или во Европа ги имаат набавено. Државната комисија за спречување на корупција пак отвори случај за афирата со набавката на кинеските вакцини. Од комисијата велат дека веќе ги добиле документите од Народната банка за трансфер на парите. Да, од Народна банка имаме и ние добиено документ дека е извршена исплата на 7.800.000 за увоз на сток. Односно, Министерството за здравство има исплатено на 15 февруари. Народната банка го има реализирано во корист на Стабри International од Хонг Конг. Од Министерството за здравство, значи што можам да кажам, на известија дека Министерството нема исплатен аванс на правно лице за купување на кинески вакцини, туку на почетокот на оваа година има извршена уплата на средства на име на гаранција со цел да се изврши резервација на целокупната количина од 200.000 дози вакцини. Афирата за набавката на кинеските вакцини преку Стабри, фирма посредник од Хонг Конг, во февруари ја обелодени италијанскиот весник Ла Верита. Тогаш надлежните признаа дека префрлиле аванс на фирмата посредник, но оти парите ги повлекле. Откако од кинеското МНР добиле насоки дека набавката на вакцини треба да оди директно со производителот, а не преку посредници. Од Министерството за здравство пак тврдеа дека документите објавени во Ла Верита се лажни. Вчера лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски ги објави документите за набавка на вакцините Синофарм, за кои тврди дека биле купени по двојно повисока цена од продажната, односно по $65 за доза, а државата за оваа намена потрошила $7,8 милиони. Надлежните пак велат дека документот кој го објави Мицкоски не бил таен, туку бил јавно достапен на страницата Отворени финансии. Инаку првите 200.000 дози од кинеските вакцини стигнаа во Македонија минатата недела, а дополнителни дози, како донација од кинеската амбасада, треба да стигнат на 15 мај.